Колеги, почитувани представници на владата, откако завршивме со оваа пародија денеска од седница, наречена пратенички прашања, во која што власта сама си поставува прашања и сама си ги одговара, а во интерес на времето, бидејќи имаме хиперпродукција на скандали и на криминали секојдневно, ќе бидам пократок, ќе поставам 3 пратенички прашања и сите ќе бидат упатени до премиерот на Република Македонија, до господинот Димитар Ковачевски. Внукот на Али Ахмети, Дрин Ахмети, има 24 години и поседува вкупно 4 компании. Самиот на пресконференција изјави дека на 18 годишна возраст почнал истовремено да работи и да студира, и тоа помогнало во неговото искуство. Според информациите се едуцирал на приватниот Американ коледж, каде што студирал 2 години, а потоа продолжил во Рим и се запишал на државниот Тор Вергата, каде што студирал уште 2 години, и покрај тоа што на веб страницата на Универзитетот Тор Вергата време траењето на студиите е 3 години. Значи, симптоматично е уште и неговото образование. Но, фокусот е денеска на неговите фирми, бидејќи самиот изјави дека поседува 4 компании. Најпрвен јавноста дозна за фирмата која што го купи деловниот бизнис центар Соравија во центарот на Скопје за близу 30 милиони евра. Имено Соравија Груп и Певлаку ШПК од Албанија, партнер на Тор Индустрис, на внукот на Али Ахмети, Дрин Ахмети, потврдија дека Певлаку ШПК и Тор Индустрис ја купиле деловната зграда Соравија. Фирмата Тор Индустрис, чиј основач е Дрин Ахмети, е основана во 2020 година и според информациите кои се објавени во медиумите, фирмата нема прикажано профит, односно 2 години работи без прикажан профит или во превод остварена услуга. Досегашниот собственик на деловната зграда на својата официјална веб страна има објавено податок дека деловната зграда Соравија е инвестиција од 25 милиони евра. Тоа се пари кои биле потребни за тој да ја изгради и пушти во употреба. Цената на деловен простор во центарот на Скопје, според информациите до кои дојдовме после извршеното истражување на кај повеќе фирми кои се занимаваат со недвижности, заклучивме дека е од 2000 евра па нагоре. Според она што го изјави Дрин Ахмети, тој, значи, внимавајте, со 0 евра, повторувам, 0 евра, добива 39% од фирмата. Изјавувајќи дека уште при првата средба со австрискиот собственик на Соравија, кликнало нешто помеѓу нив, односно се створила некаква хемија помеѓу нив двајца. Понатаму, на 14 мај 2019 година на седница на влада на која биле и Бујар Османи и Крешник Бектеши е донесена одлука да се даде концесија за изградба на мала хидроцентрала на Еверест џД повторно на Дрин Ахмети, кога младиот предприемач имал само 21 година. Концесијата е на 23 години, а предвидената хидроцентрала треба да биде со моќност од 387 киловати. За да се направи таква хидроцентрала потребни се 1,2 милиони евра. Значи, кланот Ахмети има државна концесија за варовник, кој го продаваат со договор со државната ЕСАМ, и истиот клан ја купува Соравија, а останатите 2 фирми им се во бизнисот со струја. Тоа е Хелиос Плант, која што е фирма за производство на електрична енергија, а Поам Плант е фирма за производство на обновлива енергија. И ова како додадена вредност на фирмите на синот на Заев и кумот на господинот Ковачевски. Од тука ќе поставам 3 прашања до премиерот. Првото прашање гласи след вака. Вие, почитуван премиер, бевте заменик министер за финансии. Во вашата биографија стои дека имате и поминато курс на Харвард. Па ќе можете ли да ни одговорите како може на 24 годишна возраст Дрин Ахмети со фирма која што работи во загуба да се стекне со собствено со дури 39% на деловниот објект Соравија? Само затоа што има предприемачки дух и имал визија за иднината? Тоа е првото прашање. Второто прашање до премиерот Ковачевски е следното. Дали ќе побарате оставка од Али Ахмети и дали ќе соберете храброст да ги повикате Министерството за внатрешни, Финансиската полиција, Управата за финансиско разузнавање, Управата за јавни приходи да покренат истрага за случајот со Дрин Ахмети? И третото прашање за премиерот е следното. Со оглед дека јавниот обвинител за гонење на организиран криминал и корупција Ислам Абази, кој потекнува од исто место со Али Ахмети и Дрин Ахмети, а во јавноста излезе фотографија заедно со Али и со Ислам од ловечка вечера,
како и од брат му на Али Ахмети, односно таткото на Дрин Ахмети, како се фотографирани во домашна атмосфера, дали може да се очекува дека непристрасно ќе се отвори истрага за да се испита како Дрин Ахмети на 24 годишна возраст успеал да поседува дури 4 фирми? Благодарам. Пратеникот Драган Ковачки постави 3 пратенички прашања, сите 3 се до председател.